Фризерството од денес не е само бои и ножички. Тоа е уметност, тоа е креативен израз, но и лична приказна на еден човек. Како современите технологии го променија занаетот од минатото до денес, во ова наше јавување разговараме со Ангела Танковска од студио Skill Охрид. Ангела, добре ми дојдовте. Прво би сакала да ве прашам, Како се забележуваат големите промени низ годините, како од занает денес станува уметност фризерството? Здраво, Сонја. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашата покана. Чест ми и задоволство што можам да ви ја представам мојата работа во студио Skill. Денес фризерството не е само занает, туку е уметност, каде што ние фризерите можеме да ја покажеме нашата креативност, нашата инспирација, талент. Точно е дека некогаш било само ножици и фен, но во денешно време има толку многу нови техники на нијансирање, надградби, третмани на коса и ние со самите тие услуги кои ги нудиме кај нашите клиентки предизвикуваме да се чувствуваат убаво и однадвор и однатре. Што е она што најмногу ви инспирира во работата? Знаеме дека во секоја уметност е потребна инспирација. Промените, луѓето, што е она што инспирира вашата креативност? Сакам да споделам со вас дека уште како мала ја гледав мајка ми како се средуваше пред огледало и како блескаше нејзиното лице кога ќе си ја средеше својата коса. До ден денес инспирација најголема ми се е самодовербата и среќата кај една клиентка. Кога мојата клиентка ќе излезе од салонот насмејана и сигурна во себе, тоа значи дека добро сум ја завршила работата. Така, колку дигиталните трендови, Ангела, современите технологии, социјалните мрежи денес влијаат и го напредуваат занаетот. Денес некако веќе фризер некако не е застарено, велиме стилист, инфлуенсер. Да, секако можам да ви кажам дека во моето секојдневно работење, односно со споделување на креативните содржини, со процесите на изработка, клиенти кои воопшто не биле во салонот, им влевам доверба да дојдат во салонот, а моите редовни клиентки се секогаш информирани за новитетите кои ги нудам. Така, велат фризерите не се веќе занаечи, туку тие се и создавачи на самодоверба денес. И не само кај жените и кај мажите. Според мене, самодовербата е најважната карактерна особина кај една жена за да се носи со сите предизвици кои ги носи денот. Ние не создаваме само фризура, туку и влеваме и самодоверба кај нашите клиентки. Така, Ангела, ајде да предискутираме малку и за предизвиците. Кои се оние предизвици со кои што денес се соочуваат современите стилисти и фризери? Многу интересно прашање. Сакам да ви кажам дека од мое лично искуство јас почувствував дека во оваа професија во денешно време не треба да сум фризер. Затоа како што можете да видите, тука имам обуки и за менаџирање, и за фотографирање, обуки за комуникација кои ги имплементира во секојдневното работење, за да можам најдобро да ја представам својата работа и да изградам бренд од мојот бизнис. Така, дали современите пак технологии можете да го заменат во иднина и човечкиот допир? Човечкиот допир, креативноста, меѓусебната комуникација се човечки особини кои верувам дека никогаш ние на технологија не може да ги замени. Исто сакам да се надоврзам дека ево на кратко ќе ви кажам каков е мојот принцип на работа. Јас и мојата клиентка прво имаме кафе муабет, консултација, потоа од моја страна следува дијагностика, се изработува косата во пријателска атмосфера и на крај секогаш им давам совети за домашна нега. Тоа се принципи на работа кои верувам дека се човечки особини и дека носат топлина меѓу нас. Да, и не може да ги заменат. Да, и не може да бидат заменати никогаш. Така, за крај би сакала да ве прашам, што мислите, каде го гледате фризерството во следните 10 години? Ако се навратиме наназад пред 20 години, беше некое поинакво фризерство, беше една поинаква професија, ќе кажеме, занает денес е нешто друго. Што мислите, ќе напредува, ќе се менува во иднина? Како што претходно напоменав, човечкиот допир, емоцијата и креативноста
се рачна изработка. Односно, ова е дејност во која што ние изработуваме не само коса, туку и емоции. Затоа знам дека фризерите во иднина ќе бидат се повеќе ценети. Тие фризери кои ќе вложуваат во автентичност и во свој стил, се повеќе ќе напредуваат и ќе бидат најбарани. Исто така сакам да се надоврзам во однос на производите за коса, дека се повеќе во иднина ќе се работи со органски производи за коса, природни бои и техники, кои ќе го зачувуваат квалитетот на косата, а воедно и ќе го олеснат работењето на фризерите. Ангела, ви благодарам многу на издвоеното време. Благодарам и на вас. Многу задоволни клиенти кај вас. Фала ви, фала на поканата. Благодарам.